ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Газибаба, општина со нов ИСО стандард. Околу 250 деца на листа на чекање во градинките во аеродром. Зголемен бројот на пријави за булинг во училиштата. За најческите дуќани во Скопје во се помал број. За една година, цената на нафтата се зголеми за 16 денари. На вчерашниот референдум гласале 666.743 граѓани, или 36,91% од вкупно запишаните 1.806.336 во избирачкиот список, соопшти денеска ДИК, по обработени 100% од избирачките места. На референдумското прашање, дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, за гласале 91,46% или 609.813 граѓани, а против се изјасниле 5,65% или 37.700. Неважечки се 19.221 ливче или 2,89%. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дирковски рече дека согласно утврдените резултати, одлуката не е усвоена, зашто не гласале повеќе од половина граѓани запишани во избирачкиот список. Извештајот од Државната изборна комисија ќе биде објавен во службен весник во рок од 15 дена, а ќе биде доставен до собранието и објавен на веб страната на комисијата. Покрај за домашната јавност, спроведувањето на референдумот беше интересна тема и за соседството, како и за земјите од Европа. Новинарски екипи од Грција, Хрватска и Албанија и денеска, ден по завршувањето на гласањето, со вклучување во живо, известуваа за состојбата во Македонија. Иако одлучно одбија да дадат изјава за нашата телевизија, откако ги исклучивме камерите, ни го кажаа нивниот личен став, според кој тежок период и предстои на Македонија. При известувањата од Македонија, светските медиуми акцент ставија на високата поддршка за членството во НАТО и Европската Унија и договорот со Грција, но и ниската излезност на граѓаните. Првиот академски час на економскиот факултет во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи символично го отвори ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски. Бруцошите со пригодна свечаност ги пречекаа и деканот како и продеканите на факултетот, кои им посочија дека единствено со одговорност и посветеност се постигнува успех, а потоа им ги врачија и препознатливите црвени индекси. Сигурен сум дека денешниот ден ќе биде забележан во календарот на вашите животи како еден од позначајните. Денес започнувате со нова развојна етапа. Етапа која бара сериозен пристап, затоа што таа суштински ќе ви ги дефинира и насочи животите. Ве советувам на предизвиците кои ќе ве очекуваат во наредниот период, да не ги гледате како пречка, туку само како поголем стимул за стекнување на знаење. За да имате надежна утрешнина, почитувани колеги студенти, работете вредно, посветете им се максимално на студиите, соработувајте со вашите професори, зашто само така ќе успеете. Со вашата работа и успеси направете ги горди вашите родители, вашите семејства и нас на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Новите студенти, возбудени, со нетрпение чекаат да ги заземат своите места во предавалните и амфитеатрите. Очекуваат успех во студирањето, како и во понатамошната кариера. На кој усек се запишани? На сметковство и ревизија. Зошто го избравте баш овој факултет? Па го избрав затоа што сметам дека ќе имам добар успех тука и секако е еден од најпрестижните универзитети во нашата држава, еден од најстарите, со многу квалитетни кадри и се надевам дека ќе имаме многу среќа. Кои се очекувањата? Започнува нова академска година, ова е за вас нешто ново. Како се чувствувате, возбудени? Па се чувствуваме возбудени, малку уплашени, трема, но
се надевам дека се ќе биде окей, дека ќе бидеме добро пречекани. Со среќа. Фала ви многу. Пред да се запишете на економски факултет, што завршивте средно? Учам во приватното средно училиште Јахја Кемал во Скопје. Зашто го избравте токму овој факултет? Па затоа што ме интересира економија. Кои се очекувањата ваши? Па мислам дека ќе имам добар успех, одличен успех. Среќа. Фала. Какви се вашите очекувања, како се чувствувате? Многу сум возбудена како прво. Очекувам се да се биде окей, со ред, да запознавам нови колеги, колешки, десетки да редам. На кој одстак сте запишували? Електронски бизнес. Какви оценки слушнавте за овој факултет, какви ставови, размислувања, зашто го избравте токму овој? За овој факултет само позитивни коментари слушнав. Го избрав овој факултет бидејќи сакам да го учам тоа. Посебно мојот одсек електронски бизнес. Затоа се запишав овде. На државните универзитети годинава се отворија места за вкупно 21.778 бруцаши. На Универзитетот Свети Кирил и Методи примаа 11.661 студент. На Гоце Делчев во Штип годинава имаше место за 5.037 бруцаши. На Битолскиот Свети Климент Охридски 3.635 студенти, а на Државниот универзитет во Тетово имаше место за 3.185 бруцаши, додека на факултетот Мајка Тереза во Скопје за 1.445 студенти. Квотите не беа пополнети насекаде. Според податоците на Државниот завод за статистика, во академската 2017-2018 година биле запишани вкупно 56.941 студент, што било за 2% помалку во споредба со предходната година. Најголем процент, 85%, биле запишани на државните високообразовни установи, додека останатите студирале приватно. Академската година 10 години почнуваше на 15 септември, но во согласно со новиот закон за високо образование, оваа година академската година започна на 1 октомври, како што беше во минатото. Нов ИСО стандард за општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски се сретна со проверувачот Васко Темелковски од сертифицираното тело, кое му го додели новиот сертификат за ИСО стандард 9001-2015 и кој ќе важи до 9 март 2020 година. Од Газибаба информираа дека ова значи општината го применува системот за менаџмент согласно барањата за стандард и квалитет, а се користи поради подобрување и задоволување на услугите на граѓаните од страна на општина Газибаба и реализација на процесите. Инаку предходно општина Газибаба го користеше ИСО стандард до 9001-2008, сертифициран од Љубљана, Словенија. Бидејќи системот за квалитет ИСО 9001-2008 престанува да важи во декември 2018 година, општина Газибаба беше должна да се трансформира во ИСО стандард 9001-2015. Инаку, освен Газибаба, во Скопје ИСО стандард имаат и општините Аеродром и Илинден. Општина Аеродром ги проширува капацитетите во детските градинки, бидејќи постојат големи листи на чекање за упис на децата. За прва скопска од општина Аеродром соопштија дека во моментов на листа на чекање во градинката Буба Мара има околу 220 деца, а во градинката Срничка околу 30 деца. Поради неможноста да се опфатат сите деца во постоечките капацитети, општината проблемот ќе го решава со проширување на постоечките и изградба на нови објекти. Во моментот се гради нов објект во рамките на детската градинка Буба Мара, што се очекува да биде завршен до крајот на оваа година. Новата градинка има капацитет за згрижување на повеќе од 250 деца. Објектот, што ќе биде енергетски ефикасен, ќе има приземје и еден кат со вкупна површина од околу 1200 квадратни метри. Во рамките на приземјето се предвидени 4 занимални за деца од 2 годишна до 4 годишна возраст. На катот се предвидени 2 занимални, односно јасли за деца до 2 години, како и 2 занимални што може да ја менуваат својата функција за возраста на децата зависно од потребата. Општината континуирано одвојува средства од буџетот за проширување на постојните капацитети
и поради тоа веќе има изготвено проекти за доградба на 2 постоечки објекти на детската градинка Срничка и реконструкција на еден од постоечките објекти на градинката Бубамара, а во тек е изработка на проект за доградба на еден постоечки објект на Бубамара и проект за изградба на нов објект на детската градинка Срничка. Во општина Аеродром има 2 детски градинки Срничка со 6 објекти во кои се запишани 1750 деца и Бубамара со 5 објекти, каде во моментов има околу 1250 дечиња. Општина Кисела Вода почна со ново чистење на Црниот канал. Фирмата ангажирана од општината од денеска работи на расчистување на наталожената тиња, на раснатата вегетација, како и од отпадот фрлен од несовесните граѓани. Од Кисела Вода соопштија дека до крајот на оваа недела со механизација ќе се чисти од улицата Малешевска па се до пречистителната станица во Студеничани. Црниот канал и коритото на реката Мала Рада темелно беа исчистени во мај, поради што уште еднаш од општината апелираат за совесно однесување на жителите на овој дел од градот. Фрлањето на отпадот во одводните канали им прави штета на жителите и го намалува квалитетот на секојдневното живење. Од денеска стартува анкетното истражување за потребата од вештини на пазарот на труд за 2018-2019 година, која Агенцијата за вработување на Република Македонија го спроведува согласно оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година. Целта на анкетата за потребата од вештини на пазарот на труд е да се обезбедат информации за потребата на работодавачите од нови вработувања во наредните 6 до 12 месеци и потребата од занимања и вештини со кои треба да располагаат кандидатите за планираните нови вработувања. Резултатите добиени од анкетното истражување представуваат основа за креирање на анкетни програми и мерки за вработување, кои имаат за цел да ги зголемат вештините на невработените лица и да ја зголемат нивната конкурентност на пазарот на труд. Се очекува исто така резултатите да придонесат во создавање на услови за подобро функционирање на пазарот на труд, преку вкрстување на понудата и побарувачката од соодветна квалификувана работна сила. Тие ќе послужат и во образовниот систем при концепирање на уписните политики и креирање на нови образовни програми за занимања усогласени со потребите на пазарот на труд. Од Агенцијата за вработување на Република Македонија вела дека анкетното истражување ќе се реализира во периодот од 1 до 31 октомври помеѓу работодавачите од приватниот сектор со 7 и повеќе вработени. Со цел успешно спроведување на анкетата во Агенцијата за вработување беа спроведени обуки за вработените лица, како и за невработените лица кои ќе бидат ангажирани во реализацијата на анкетата. Од денеска почнува зимското сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Работното време на зоните А, Б и Ц од понеделник до петок ќе биде од 7 до 21 часот, а во сабота од 7 до 14 часот. На јавната површина наменета за паркирање зона Д, работното време останува исто, од понеделник до сабота од 7 до 23 часот, соопшти јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Денеска во Македонија и во светот се одбележува Светскиот ден за ненасилство, а почетокот на месец октомври секоја година е резервиран за активностите поврзани со детската недела во организација на првата детска амбасада во светот Мијаши. Во контекст на тоа, потсетуваме и дека веќе месец и половина се одвива кампања поврзана со насилството кај децата,
односно булингот. Кампањата ќе трае цела година, а за активностите на Меѓаши поразговаравме со локалниот мировен работник Фатмира Ејдари. Како што забележуваат социјалните работници, булингот е се позастапен и за разлика од порано кога децата се соочувале со овој вид насилство само во училиштата. Сега со помош на модерната технологија се појавува и нов термин – сајбербулинг, кој на децата не им дава мир ниту во домовите. Врсничкото насилство не е нова појава, меѓутоа во последно време енормно се зголемува и се појавува една широка лепеза на видови на булинг, која што ако претходно било само во рамките на училишните дворови или на местата каде што децата, односно учениците играле, сега веќе преку сајбербулингот е присутно 24 сати во сите, вклучувајќи и дома и во училиште и во сите средини. Целта ни е да создадеме долгорочни решенија во однос на ова прашање. Како основна цел ни е препознавање, реагирање, навремено реагирање и превенирање на истите, но додека се случуваат, како најбезбедно да се реагира во однос на тоа прашање. Денеска е ден на ненасилството, токму за тоа се залагаме на ненасилен начин да се решаваат сите проблеми. Чинители на ова, кои може да придонесат на ненасилно решавање на конфликтите и создавање на безбедни училишта, односно средини, сите заедно, почнувајќи од родителите, старателите, наставниците и сите кои работат со деца, да ги научат децата како на најдобар начин да го идентификуваат булингот и на безбеден начин да го превенират, било тоа дали се жртви на насилство или се наблюдувачи, односно сведоци на некој таков случај. Институциите исто така кои што ќе создаваат поопфатни и по мерки кои ќе го спречуваат овој феномен. Откако започна кампањата под слоганот "Изборовите повредуваат", Детската амбасада Меѓаши бележи пораст на пријавите на SOS телефонската линија. Оттаму ги охрабруваат жртвите на меѓуврсничко насилство да се јават на SOS бројот во првата детска амбасада Меѓаши или да го споделат своето искуство со наставникот на кој најмногу му веруваат. Првенствено првенствено би било добро доколку е во училиште да се обрати кај наставникот кој што е одговорен или со кого што најдобро може да комуницира ученикот. Или може да се јави на телефонските броеви кои што ни се на располагање за SOS за деца и млади 0800 122 22 или 022 465 316. За жал имаме многу пријави за насилство на ваков вид. И со најава на кампањата се зголеми бројот на пријавување на вакви случаеви. Повеќе кај момчиња или кај девојчиња? Тоа не би можела да го кажам статистички, меѓутоа визуелно присутно е и кај девојките и кај момчињата исто така. Кампањата ќе се насочи и кон здружено градење средини кои нема да бидат толерантни кон врсничкото насилство и кои ќе реагираат на овие појави, воедно и превентивно делување, но и итно реагирање кога насилството се случува. Кампањата исто така се фокусира на тоа што е булинг, од каде потекнува и кого засега, кој е кругот на меѓуврсничкото насилство, кои се улогите на учесниците во чинот на насилството и како да се искорени, кој е одговорен и како да се создадат училишта без насилство, кои се превентивните чекори кои во училиштата може да се преземат, а кои во случаи кога има инцидент на насилство. Кампањата против врсничкото насилство доби изголемена јавна видливост преку поставување на 35 билборди и 15 City Light постери во повеќе градови низ Македонија.
Во рамки на кампањата преку целата учебна година ќе бидат одржани серија обуки за наставните кадри на тема булинг и како да се превенира и работи на намалување на врсничкото насилство и последиците од истото. Меѓаш ги повикува сите училишта во земјава да се вклучат во кампањата против врсничко насилство и прилагодено на детската возраст да разговараат на тема врсничко насилство или самите да усмислат адекватни активности. Занаетчиството во старата Скопска чаршија ги опфаќа разните занаети кои биле застапени на подрачјето на чаршијата низ историјата. Со модернизацијата на општеството, занаетчиството полека изумира. Ако едно време во старата Скопска чаршија имало една ковачка улица, крзнарска, сааџджиска, сега тоа е минато. Денес во чаршијата ваквите дуќани може да се избројат на двете раце. Причината за тоа е слабиот интерес на младите за изучување на занаетите. Екипата на Прва Скопска денеска го посети единствениот крзнарски дуќан Марија, кој се наоѓа во старата Скопска чаршија, каде собствениците велат дека старите занаети во Скопје се помалку ги има, особено како крзнарскиот занает. Старите занаети во Скопје се помалце ги има, поготово еве како нашиот што е. Порано постоеле ќурчи, како се развивала производството и било што и преоѓале во крзнари. Единствени во старата чаршија можеби да кажам дека сме ние и другите, мада ги има во Скопје, ако ги има, потекнуваат од нашиот татко и мајка Трајко и Марија Димови. На прашањето дали младите се интересираат да научат и да работат занаед, собствениците велат дека во развојот на технологијата, младите денес го избираат полесниот начин да заработат и не се интересираат за занаети. Младите се знае, полесен начин на работа бараат, тоа сигурно, и ако видат како се работи, па ќе видиме, па ќе дојдеме, па ќе размислиме и од тоа ништо. Занает само макотрпно работење и за еден основен живот. Да ги подмириш трошковите на државата, пред се првен тоа, работникот да биде задоволен, а за нас ако остане, и ако остане, задоволни сме со тоа што го. За она што најмногу луѓето го посетуваат ова дуќанче не е само купувањето на крзнени производи, туку тие доаѓаат и за поправки на оштетените делови на производите. Странците се чести посетители овде, но не заостануваат и македонските граѓани кои го посетуваат ова место. Така што во старата Скопска чаршија ова е единственото вакво дуќанче и е атракција за оние што првпат го гледаат. Со оглед на тоа дека се ближи зимскиот период, ова дуќанче може да понуди голем избор за студените денови. Више се троши, највише првен поправките ги правиме. Тоа што ќе го видат дома дека треба да се изработи, дали постава, дали скинато, дали крагња менјавање, капи, шалеви, крагњи, некои поправка на бунди, кажав, дека се прави корекции, проширување и ако треба и готов производ може да земат. Изработено и нашите сакаат и странците, така да не можам да поделам тој што го сака крзното, што знае што значи природно крзно и од едната и од другата страна. Инаку крзнарство Марија во Скопје постои од 1965 година. Покрај тоа што нема голема заработка од занаетот, собствениците го работат овој занает со љубов. Дуќанот крзнарство Марија од 65 година постои во Скопје, иначе нашиот дедо Димовски Трајко со тајфата на Зарезанкови се едни од основањето на фабриката Димко Митрев од Велес. Значи, потекло Велешани и дојдени тука во Скопје 65 година. 65 година работиме во Скопје. После одењето во пензија, по одминати години мајстор Трајко, наставува неговата сопруга Марија, која го носи и убавото име крзнарство Марија. После Марија наставува со работа двете керки, Пандора и Оливера, кои и ден денеска обстојуваат, али со
доста труд, доста работа и љубов према занаатот кој ми е пренесен од нивните родители. Така да занаат како занаат почнува да изумира ради многу фактори, почнувајќи од времето, почнувајќи од технологијата, почнувајќи од малце и кризата, а секој кој сака да го има убавиот дел на телото, а тоа е крзното. И не случајно сегде на Западот пише за ваше здравје носите од природата. Крзното како крзно е една декорација во која што поготово за понежниот пол е секогаш украсен, дали со капа, дали со кракна, дали со бунда и мислам во кое што поред убавината има и доста свое значење во кое што телото го топли. Минатата година околу 11.000 луѓе од Македонија починале од срцеви болести. Тоа е причина за формирање на стратегијата за унапредување на јавното здравје, која пред се однесува на препораки за здрава исхрана и за физичка активност. Стратегијата и апелите од докторите за намалување на ризикот од срцеви заболувања доаѓаат по повод одбележувањето на Светскиот ден на срцето. Светската здравствена организација годинава излезе со број од 17,5 милиони смртни случаи, што настанале како последица на кардиоваскуларни заболувања. Па затоа, кардиолозите упатуваат порака до секој од нас да се зголеми личната едукација за препознавање на симптомите и начинот на живот кој не создава ризици по здравјето на срцето. Директорот на клиниката за кардиологија од Скопје, доктор Жан Зимбаков, ја нагласува превенцијата и сугерира дека таа треба да почне токму од нас. Зимбаков апелира до сите луѓе да дадат ветување на своето срце барем за една здрава навика, без разлика дали е тоа зголемена физичка активност, внесна здрава храна, намалување на телесната тежина, откажување од некои лоши навики, како пушењето цигари или редукција на сол во исхраната. Пред основното училиште Браќа Миладиновци во населбата Острово е поставена нова вертикална и хоризонтална сигнализација. Новата сигнализација вклучува легнати полицајци и сообраќајни знаци за предупредување, со што се зголемува безбедноста на учениците, како и на другите учесници во сообраќајот. Во изминатиот период иста ваква сообраќајна сигнализација беше поставена и пред училиштето Блаже Конески во населбата Мичурин, како и на улицата пред училиштето Александар Македонски и градинката Сонце во реонски центар Аеродром. Општина Аеродром за овој проект од својот буџет издвои околу 1 милион денари. Во основното училиште Браќа Миладиновци, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со општина Аеродром и Триглав осигурување денеска одржа едукативно предавање за прводеленчињата, на кои што им поделија флуоресцентни елечиња. Целта на оваа акција е поголема видливост на децата во сообраќајот и нивна едукација за основните сообраќајни правила и прописи. Цената на нафтата на бирзите во Њујорк и Лондон е на највисоко ниво од ноември 2014 година, бидејќи пазарот стравува дека американските санкции против Иран ќе доведат до пад на понудата на светскиот пазар. Последиците од светската нафтена политика и американските санкции против Техеран веќе подолг период се чувствуваат и во Македонија. 2 пати месечно регулаторната комисија за енергетика прави измени во цената на горивата. Измените најчесто се однесуваат на поскапување, а многу ретко на поевтинување на цената. Цената на горивата не само што го засега секое семејство кое поседува автомобил, туку ја диктира и цената на автобуските градски и меѓуградски превозници, а има свое влијание и врз цената на прехранбените производи. Архивата на Прва Скопска ве потсетува на цената на горивата пред точно една година. На 6 октомври 2017 година цената на Евро Супер БС 95 изнесувала 63 динари за литар, на Евро Дизелот 51 динар за литар, а на екстра лесното масло за домакинство 39,5 динари за литар. Евро Супер БС 98 минатата година се продавал за 65 динари за литар. Колку за споредба, цената на Евро Супер БС 95 сега е 73,5 динари за литар. Евро Супер БС 98
се продава за 75, а евродизел за 67 динари, додека екстра лесното масло за домаќинство се продава за 55,5 динари за литар. Покрај случувањата на светско ниво, порастот на цената на горивата се должи и на зголемината акциза за нафта за 3 динари. Сабота на 6 октомври, по 14 пат ќе се одржи 24-часовната манифестација Бела ноќ. Ноќта помеѓу сабота и недела граѓаните ќе можат бесплатно да посетат бројни културни настани во главниот град. Годинава нема да се одржи 24-часовен филмски маратон во Кино Милениум, но затоа ќе има проекции на филмови на кровот на ГТЦ во организација на Ехо фестивал. И годинава ќе има разни концерти и изложби, како и театарски представи. Преку ден ќе има и настани за најмалите кои ќе започнат во 17 часот во Детскиот културен центар Карпош со изложба на детски цртежи, а од 18 часот во Трговскиот центар Лептокарија предвидено е да се случува детска програма со колектив Ветирница. Ветеруваме и опоменуваме. Музичка програма ќе има и во градскиот парк, а своја изложба на плочникот за Соборниот храм ќе имаат и учениците од Средното уметничко училиште Лазар Личиновски. Од останатите настани го издвојуваме и првиот меѓународен фестивал на светлина Скопје Art Light District, кој ќе започне во 20 часот на плоштадот Карпушово во Станије. Во 20 часот во Македонската филхармонија концерт ќе одржи годачкиот квартет во состав Ана Контраденко, Бојан Илковски, Бојан Талески и Марија Михајловски. Покрај овие настани Скопје викендов ќе понуди уште многу други културно-забавни содржини. Град Скопје распиша јавен повик за финансирање програми и проекти за младите од интерес на Град Скопје за 2018 година. Програмите и проектите, манифестациите и активностите треба да обезбедат развој, стимулирање и презентација на општествени вредности за младите и достигнувања за подобрување на животот на младите на ниво на Град Скопје. Средствата за програмите и проектите кои поддржуваат активности во различни области се доделуваат од буџетот на градот Скопје, од програмата за активностите во областа на спортот и младите во градот Скопје, во износ од 1 милион динари. Повикот ќе трае до 16 октомври оваа година. Проектот со кој се конкурира и кој ќе биде избран треба да е краткорочен, тоест целокупниот проект или последната негова фаза да заврши најдоцна до 15 декември годинава. Потребните податоци, како и предлог програмите и проектите, програмските активности и манифестации со финансиската конструкција треба да се достават на посебна пријава, што може да се подигне во архивата на градот Скопје или да се преземе од официјалната веб страна на Град Скопје. Распишан е конкурсот за државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин за остварување во областа на новинарството и публицистиката. Конкурсот е отворен вчера и ќе трае до 31 октомври. Наградата им се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани. Се состои од диплома и паричен износ, а во една година може да се доделат најмногу 2 награди. Адресата на која треба да се достават иницијативите е Министерство за култура на Република Македонија, Одбор за доделување на државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин, улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 61 Скопје. На годинашните добитници наградата ќе им биде врачена во Собранието на Република Македонија на 21 декември, денот на раѓањето на Мито Хаджи Василев Јасмин. Оваа државна награда првпат е доделена во 1969 година. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следите ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.